Почитувани гледачи, ова е светот денес на тера. Еве што ќе гледате во најновото издание на вестите. Донација во селото Егри како поддршка за многодетните семејства. Кражба во црквата Света Тројца во Битола. Селмани смета дека слободата на изразување е уште полоша од што оценките на Европската унија. Во атарот на селото Братниндол меморијален мотокрос. Селото Егри е едно од ретките села во Македонија каде што има семејства со повеќе деца. Со цел нивна поддршка, Организацијата на жени на ВМРО ДПМН денеска го посети селото Егри каде на најмладите им подели играчки и школски прибор. Весна Шеровска. Над 25 семејства во битолското село Егри се семејства со по 3 деца. Тоа беше причината денеска Унијата на жени на ВМРО ДПМН да го посети селото и најмалите да ги израдува со играчки и школски прибор. Унијата на жени на ВМРО ДПМН секогаш ќе дава поддршка на жените кои што се мајки на повеќе деца. Најмалку што можевме да направиме е да дојдеме овде и да покажеме почит и воскит од повеќедетните семејства, особено на мајките на повеќе деца, бидејќи знаеме дека децата се нашиот влог во иднината, се нашето богатство, нашата најголема инвестиција, бесценет капитал кој што може да го оставиме на нашата татковина. 31 годишната Павлина Талевска и 30 годишната Татјана Дејковска-Дамчевска се едни од мајките во ова село со по 3 деца. Велат дека доколку се сака, се може да се постигне во животот. Па уште од од порано си сакав за трето дете. Не се многу, сепак 3 деца. Само мора да имаш и услов, ама сепак како порано имале помногу дечино, па сега зошто да немаме ние и трето? Може и четврто, не се знае, млади сме. Не е тешко со 3 деца, ако си го организираш времето, воопшто не е тешко. Едноставно организација поголема, распределба на работите, таа оди на школо и добра ученичка е. Се што се сака, се може. Децата се најголемо богатство. Додаваат дека важна е поддршката и помошта од семејството за да се успее. Не ми е тешко, не е воопшто тешко и покрај што има и работа и знаете во село има работа и по поле. Поддржам бебето, му помагам низ дома. Кој ќе плаче, ја кревам, ја ранам, давам има и кашички. Па ми помага свекрва ми, и тие си се организирани, ако се малечки, меѓутоа се организирани се во работата. Владата на Република Македонија прави планови и воведува низа мерки за зголемување на наталитетот. Владата континуирано помага на повеќедетните семејства. Тоа го покажува со тоа што беа воведени мерки за стимулирање на наталитетот, односно е обезбеден паричен надоместок за трето дете. Претседателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН додава дека тука не застануваат, ќе продолжат и понатаму со ваквите активности. Кражба во црквата Света Тројца во Битола. Вчера во периодот од 18:30 часот до 6:30 часот наутро во Битола на улицата Никола Тесла без број. Во црквата Света Тројца непознат сторител извршил тешка кражба на тој начин што насилно го отворил прозорецот од каде влегол внатре и по извршеното пребарување одзел 37.000 денари, а потоа го напуштил лице местото. Со тешката кражба причината е материјална штета. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Поради лошото време, земјоделците годинава претрпеа штети. Пријавија штети во износ од 11 милиони евра. Дополнителни проценки ќе покажат точно колку изнесуваат штетите. Лошите климатски услови оваа година предизвикаа проблеми речиси во сите сектори на земјоделието. Земјоделците за годинава пријавиле штети од вкупно 11 милиони евра, но се прават проценки колку реално изнесуваат штетите. Нетипичната година доведе до намалување на производството, односно квалитетот на виното. Според податоците на Министерството за финансии во овој сектор штетите се проценуваат на 800.000 евра. Штета претрпела и тутунот кој има голем род, но со лош квалитет, бидејќи на влажно време не можат да израснат убави и здрави листови. Поради градот има штети исто така и во приносот на јаполката. Неповолна беше годината и за црвената пиперка. Родот е намален, а извозот неизвесен. Се намалува и производството на мед.
Земјоделците пријавиле штети од околу 700 милиони денари или 11 милиони евра. Оваа сума е преголема и се прават проценки со кои ќе се добие реална слика, но секако ќе има штети кои треба да се надоместат, велат од Министерството за финансии. Оваа година неочекувано голем негативен ефект има и во сточарството. Болеста син јазик во Беровско штипи струмица однесе 7000 грла, а 300.000 се инфицирани. Ќе се прават пресметки за штетата од оваа болест од аспект на намаленото производство на млеко и месо. А еве што друго ќе гледате во продолжение на вестите. Битолски фотографи и сниматели на филмскиот фестивал Златна роза во Варна, Бугарија. И за останатите содржини по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Извештајот на Европската комисија во делот за слободата на изразување е покритичен од минатата година, но состојбата е уште полоша од тоа, вели претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани. Селмани, Европската комисија беше доста критична во најновиот извештај во врска за слободата на изразување. Според вас, реално ли е отсликана состојбата? Да, ако се гледа, ако се прави споредба со извештајот од минатата година, овој извештај е покритичен. Меѓутоа, ја мислам дека Европската комисија продолжува да биде наклонета кон Македонија, затоа што кога би се однесувала како што се однесува владата на Македонија кон извештаите на Европска комисија, без тронка сомнеш Европската комисија ова година можеше слободно да ја одземе препораката на Македонија, затоа што навистина има регрес во суштински сфери во животот. Што недостига според вас во извештајот? Има работи кои што во извештајот кои според нашето мислење не се сосема објективно представени. Таму вели дека законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е донесен со консултации, дека законот генерално ги исполнува европските стандарди. Ние продолжуваме да тврдиме дека тој закон не е усогласен со европските стандарди и пред се не е усогласен со препораките на Советот на Европа кои што се однесуваат на функционирањето на јавните сервиси и регулаторното тело. Постојано и вие... Има уште една работа. Вели во извештајот дека измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се донесени со ограничени консултации, а реалната состојба е дека тие закони беа донесени без никакви консултации. Лично ја минатата година се воздржав од коментар околу извештајот за делот на професионалните стандарди и отсуството на солидарност во медиумите. Мислам дека ако Европската комисија сакала да ги констатира работите, ние се согласуваме дека тоа е така. Меѓутоа, навистина не е работа на Европската комисија да ја оценува таа работа, затоа што ако тие мислат дека може да помогнат во тој дел, мислам дека може да се вклучат. Ние како ЗНМ ги повикавме колегите кои што меѓусебно се тужат да ги повлечат тужбите. Меѓутоа очигледно тие имаат некоја друга агенда. Ако Брисел смета дека може да помогне, тие може да се вклучат и да проба дали со тие луѓе може
да се разберат, повикувајќи се на потребата дека треба да има новинарска солидарност, дека треба да се почитуваат професионалните стандарди. Очигледно е дека се работи за луѓе кои што она што клучно треба да се занимава Европската комисија е зошто токму таквите новинари ги водат медиумите во Македонија и зошто токму тие собствениците на медиумите имаат интерес да ги вработуваат. Постојано и вие тврдите дека има недостиг на демократија, дека се гуши слободата на изразување. Што може да направите вие како здружение за подобрување на состојбите? Ние се обидуваме и мислам дека ако вреди нешто да се потенцира е тоа дека ние за 4 години никогаш не престанавме да збориме за проблемите. Мислам дека е неслучајно што Европската комисија не само Европската комисија, сите меѓународни институции прашањето за слободата на изразување го третираат во Македонија како приоритет. И тоа не е случајно. Можам да речам дека дел од таа заслуга да прашањето за слободата на медиумите да се крене на така високо ниво имаме и ние. Меѓутоа, прашањето е ние како здружение не можеме да ги замениме институциите. Ние можеме да посочиме, ние критикуваме, ние нудиме решенија, ние некогаш и преземаме и одговорност повеќе од она што треба, меѓутоа очигледно од другата страна нема кој да не слуша. Чија е вината за ваквата ситуација? Лоцирате исклучиво во владата? Ке се обидам само да потенцирам дека кога би постојала политичка волја во Македонија за решавање на проблемите, мислам дека тие би можеле да ги решиме за 1 година. Зошто? Затоа што ние имаме конкретни решенија кои што им ги нудиме на владата. Што треба прво да направи? Хитно веднаш треба да престане притисокот и заплашувањето на новинарите преку судски процеси, преку казни. Второ, треба да престане политиката на неказнување на насилство врз новинари. Ова година имаше неколку примери кога врз новинари беше извршено насилство и за жал кога како извршители на тоа насилство беа припадници на полиција, никој не одговараше, дури полицијата ни тврдеше дека не можела да ја утврди таа фактичка состојба. Треба веднаш да почнеме да го усогласиме нашето медиумско законодавство со европските стандарди. Секако тука спаѓа и прашањето на ограничувањето на казните, бришењето на дефиницијата новинар, исклучувањето на печатените медиуми од регулација. Секако почитувањето на социјалните права. Значи, ако навистина се има желба да се решат проблемите, ние имаме решение. Меѓутоа, прашањето е колку од другата страна има подготвеност и сенс да постапуваат по тие. Бевте дел од процесот на договарање на новиот закон со кој се декриминализираше клеветата и навредата. И тогаш дел од филата ве обвини за лошо законско решение. Сега фокус е осуден на висока казна според тој закон. Што може да се направи сега? Не треба работите да ги гледаме црно-бело, затоа што во текот на спроведување на тој закон имаме и добри елементи. Например, на првостепено одлучување од 40 тужби кои што се поднесени против новинари, околу 20 се во прилог на новинарите и ние не можеме тоа да не го прифатиме и да не речеме дека тоа е дека практично судот почнува да применува законот како што треба и во тие рамки и праксата од Европскиот суд. Меѓутоа ние никако не можеме да се согласиме дека пресудата против Фокус дека е согласно законот. Ние тврдиме дека кога судот би го применил законот, нашите колеги од Фокус требаше да бидат ослободени. Зошто во едни случаи судот ги ослободува, во други како во случајот со Фокус? Тоа е многу интересно прашање. Мислам дека тоа и во извештајот се нотира. Прашањето е дали навистина судот не знае да го примени законот или во прашање е нешто друго. Притисокот, политичкиот притисок, затоа што како тужител од другата страна се јавува еден моќна фигура од јавниот живот, како што е директорот на
Управата за безбедност и контраразузнавање. Новинарските организации фелата речиси една година се ангажира околу случајот Кежаровски. Алармирани се и меѓународните организации, а одлуката ќе се знае наскоро. Што ако се донесе одлука колегата да биде осуден на казна затвор? Кој е планот на Сдруженијето? Што може да се направи? Вие видовте дека ние се обидуваме да го одржиме притисокот постојано и да го следиме процесот. Се обидуваме да на некој начин преку активности кои што ги имаме во ЗНМ да го одржиме вниманието и членството да го одржиме будно, затоа што без разлика на пресудата ние мора да бидеме спремни да реагираме соодветно на ситуацијата. Не сакам да поверувам дека после се што се случи во Македонија, после ваков критичен извештај, после постоењето на сериозна опасност следната година да изгубиме препораката, апелациониот суд да донесе одлука со која сите овие работи ќе ги стави на страна и ќе ја потврди. Не би сакал да верувам, меѓутоа ако тоа се случи, ние мора да бидеме спремни на акција и мислам дека ако сега како новинари не реагираме така како што треба да реагираме, мислам дека ќе испуштиме една многу добра можност да не само да одбраниме еден колега, но туку да се одбраниме сами себе си. Затоа што ако Кежаровски биде осуден, тоа ќе значи дека секој од нас е потенцијална мета за гонење, судско гонење. Селмани, ви благодарам на одвоеното време. Фала на вашиот интерес. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела. Во атерот на селото Братиндол денеска се одржа првиот меморијален мотокрос посветен на битолчанецот Тони Гулевски и бабушот. Битолските мотокросисти Христијан Илиевски и Кико од Пелистерот Битола и Борче Костов Жолтиот од ЛТД од Битола се победници во своите категории. Во атерот на селото Братиндол денеска се одржа првиот меморијален мотокрос посветен на битолчанецот Тони Гулевски бабушот. Многобројната публика ги бодреше своите фаворити кои ги имаше околу 30 на учесници. Организатор на меморијалниот мотокрос е ЛТД клубот од Битола под покровителство на Мотофедерацијата на Македонија, општина Битола и неколку други поддржувачи. 45 годишниот Тони Гулевски беше председател на мотоклубот ЛТД Битола, организатор на мототрките Братиндол и главен спонзор на битолските моторџии. Животот го загуби во сообраќајна несреќа на 10 јуни годинава. Битолските мотокросисти Христијан Илиевски Кико од Пелистерот Битола и Борче Костов Жолти од ЛТД од Битола се победници во своите категории, а исто така и битолчанецот Михаел Бајовски од ЛТД Битола е првопласиран. Второпласиран во категоријата МХ1 е Гоце Томовски, а на трето место е Симеон Николов. Во категоријата МХ2 второто место го освои Христијан Станковиќ, а на трето место се пласира Панајотос Свидерополис. Во МХ3 класата второпласиран беше Јован Стојков, а на трето место Васил Киров. Екипно победи мотоклубот ЛТД од Битола, а следуваат Мотостарс од Битола и Мотокрос од Велес. Инаку ова беше прва меморијална трка Братиндол 2014, посветена на прерано починатиот основаш на ЛТД клубот и поддржуваш на сите битолски моторџии Тони Гулевски бабушот. На патиката на Братиндол традиционално имаше повеќе илјади љубители на овој спорт од Битола и од околните градови. Синоќа започна 32-то издание на филмскиот фестивал Златна роза во Варна, Република Бугарија. Битолски сниматели и фотографи учествуваат на истиот. Синоќа започна 32-то издание на филмскиот фестивал Златна роза во Варна во Република Бугарија. Ова е најстариот филмски фестивал во Бугарија кој датира од 1961 година и се одржува секоја втора година. Годинава на програмата има 64 филмови. Фестивалот годинава започна со одбележување на 100 години од бугарскиот филм. Филмовите се во официјална конкуренција во трка за награди, а фестивалот има и придружни манифестации.
Фестивалот ќе трае до петок, а за прв пат оваа година жирито е во меѓународен состав. Претседател на жирито е популарниот бугарски кинематографер Емил Христов, познат и на филмскиот фестивал во Битола Браќа Манаќи. Работел и се има подпишано на над 30 играни филмови, стотици телевизиски и комерцијални реклами, над 20 музички спотови и за своја кинематографска работа е наградуван. Првиот член на жирито е продуценката Дуња Клемац од Словенија, која има добиено Оскар за најдобар странски филм. Другите членови се од Франција, Канада и Германија. Оваа година ќе бидат представени 15 наслови од бугарската кинематографија. А во програмата на Куси филмови е и филмот 3 дена во Сараево на Николај Тодоров. На свеченото отворање актерката Цветана Манева ја прими наградата за животно дело. Учесниците на фестивалот имаа средба и со филмскиот критичар Филип Белксон од Лондон, кој е добар пријател со фестивалот Браќа Манаќи и кој информираше дека македонскиот филм Соба со пијано на крајот на оваа недела ќе биде прикажан на филмскиот фестивал во Чикаго. Од Варна, Бугарија, Васко Божиновски и Сашо Ста. Наред се светските вести. Експертите сметаат дека еболата може да се стави под контрола во рок од 3 месеци. И за изборите во Босна по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали треба да има екстерно тестирање и за студентите? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Овде има подземни води, бре, жено. Кај си, бре, ти ѓубри едно ѓубра само? Копам дупка. Мариле работа, бе, тука се копа, бе. И да не го трошиш пиштоло, кршевме гранки, стапчина и сонив мамавме. Уживај и свири, виолина. Македонска песна со Хелиум треба да испее. Ние сме Солдај сме, а вие гледате Солдај сме. Гледајте и уживајте. Кој лажи, вако да се стори. Еболата потврдена кај уште еден пациент во Далас. Експертите сметаат дека еболата сепак може да се стави под контрола во рок од 3 месеци. Прелиминарните тестови потврдија дека медицинскиот техничар кој се грижел за пациентот што почина од ебола во Пресвитеријанската болница во Далас е позитивен на вирусот на оваа заразна болест, соопшти денеска службата за здравствена заштита на Американската сојузна држава Тексас. Заболениот медицински техничар бил хоспитализиран во петокот со зголемена телесна температура, пошто е ставен во карантин и подложен на тестирање. Знаевме дека е втор случај на ебола, може да биде реален и се подготвувавме за таа можност, изјави тексашкиот комесар за здравство Дејвид Лејки. Либерискиот државјанин заболен од ебола почина во Пресвитеријанската болница во Далас на 8 октомври. Тој беше прв потврден случај на ебола во САД. Лејки најави дека сите оние кои биле во контакт со медицинскиот техничар се ставени под мониторинг. Од ебола во државите во Западна Африка досега починаа 4033 лица, а над 8300 се инфицирани од вирусот на оваа заразна болест. Од еболата најтешко се погодени Гвинеја, Либерија и Сиера Леоне, а случаи на починети од болеста се регистрирани и во Нигерија, Сенегал, Шпанија и САД. Специјалниот пратеник на Обединетите нации за ебола Дејвид Набаро изрази надеж дека епидемијата од ебола би можела да биде ставена под контрола во наредните 3 месеци. Тој за британскиот BBC изјави дека бројот на случаи заболени брзо се зголемува, но поголемата општествена свест може да помогне вирусот да се стави под контрола. Луѓето сватија дека изолирањето на заболените е најдобар начин за спречување на пренесувањето на болеста, вели тој. Досега е потврдено или постои сомневање за повеќе од 8300 случаи на ебола. Од оваа болест починаа над 4000 лица и тоа најмногу во Западна Африка. Најлошо погодени се Гвинеја, Либерија, Сиера Леоне, а случаи на заразени има и во други земји. Бројот на новозаболените според неговите зборови е прилично застрашувачки, а болеста забрзано се шири. На почетокот многу земји од Западна Африка не сватија дека станува збор за епидемија од инфективна болест. Мислам дека јавноста сега многу подобро го разбира проблемот, што ме наведува да верувам дека ставањето на болеста под контрола во наредните 3 месеци
месеци е разумна цел, изјави Набаро. Вирусот на ебола се шири со директен контакт со телесна течност на заразеното лице или животни. Курдите ја надвладеале исламската држава во делот Кобане. Милитантите се повлекле. Во услови на голем број жртви од двете страни, милитантите на исламската држава биле принудени да се повлечат во својот напад врз сирискиот град Кобане. Милитантите на исламската држава, откако на кратко го зазедоа централниот плоштад на слободата во Кобане, биле принудени да се повлечат откако претрпеле огромни загуби, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Сириска опозицијска група со седиште во Велика Британија. Во насилните судири на периферијата на плоштадот загинаа многу милитанти, а другите се повлекоа во источните населби на градот Кобане, соопштуваат од Сириската опозицијска група. Официјално повеќе од 550 луѓе се убиени во нападите на исламската држава врз Кобане, кои почнаа на 16 септември, објави обсерваторијата. Ова организација предупреди дека бројот на загинати би можело да биде дури двојно поголем. Постоеше страв дека по краткото напредување на исламската држава е блокирана и последната патека за бегство на опколените курди во соседна Турција. Поради сопственото немирно курдско население кое во минатото се обиде да добие самоуправа, Турција одби да им дозволи на курдските курди да се приклучат на сириските курди што се борат во Кобане. Жителите на Босна и Херцеговина денеска на општи избори гласаат за неколку институции и нивоа на власта. Граѓаните избираат членови на председателството на Босна и Херцеговина, пратеници во представничкиот дом на парламентарното собрание, во представничкиот дом на парламентот на Федерацијата, пратеници во Народното собрание на Република Српска, председател и подпредседател на Република Српска и пратеници во 10 кантонални собранија во Федерацијата Босна и Херцеговина. Според податоците на Централната изборна комисија, на изборите учествуваат 98 политички субјекти, вклучувајќи 50 партии, 24 независни кандидати и 24 коалиции. За 580 мандати од различни гранки на власта се борат 7748 кандидати. Право на глас во Босна и Херцеговина имаат 3,3 милиони луѓе, од нив над 2 милиони регистрирани во Федерацијата на Босна и Херцеговина, а 1,2 милиони во Република Српска. Ова се седми општи избори по Дејтонскиот договор од 1995 година, со кој беше ставен крај на војната во поранешната Југословенска република. Најголемо внимание предизвикува изборот на раководител на Република Српска. За ова се борат актуелниот председател Милорад Додиќ, шеф на Сојузот на независни социјалдемократи. Негов главен конкурент е Сојузот за промени, формиран околу опозицијската Српска демократска партија. Во текот на предизборната кампања Додик прогласи курс најнапреден за слободна конфедерација, а потоа и на отцепување на Република Српска и претворање во независна држава. Тој се залага и за создавање на посебна хрватска формација во рамките на Босна и Херцеговина. Според хрватските медиуми, овие избори треба да го решат прашањето за статусот на хрватите и да доведат до промени во уставот, како и да ги легитимираат нивните права. А сега да ја проследиме временската прогноза за следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен?
Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Еве прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. А сега да видиме каква беше синоќа атмосферата на Интерфест. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието. Останете и натаму со програмата на телевизија Тера. Довидување.